види грешки, знае Тоше ја напред да почне, или барем јас ке приметам некој од бендот ке примете ќе почне на македонски да пее нешто, а иде на треба на српско-хрватски, или Бумбар почне да одбројува, па нагло публиката ќе почне да вришти и ние не можеме да чуеме кога е четвртото време, па почнуваме на пето или на шесто. И покрај очигледниот бојкот од некои македонски композитори, Тоше и Евровизиското жири ги избираат композициите што ќе бидат дел од изборот за песна на Евровизија. За прв пат кај нас избран е пејачот, а композициите се пишуваат специјално за него. Од пристигнатите 40 песни, избрани се 8. На 15 декември 2003 Тоше го одржува својот традиционален хуманитарен концерт со музика за живот. Покровител на настанот е Космофон, кој купените билети им ги подарува на децата од Домот за деца без родители 11 октомври. Тоше приредува одличен концерт и успева да собере 16.000 евра. Средствата се донирани за реновирање на клиниката за детски болести во Скопје. Тоше Броевски дефинитивно една од најхуманите личности во Македонија. Сето тоа го потврдило исто тие хуманитарни концерти што ги одржува. И е спремен во секој момент да помогне секому. А во тоа многу пати сум се уверена. Непосредно пред Нова година, Тоше го лансира својот нов хит, Велам Лејди, кој е најава за двојниот албум Ден за нас. Остани во ноќ, заспи во преградки. Бејди, имаш очи цвести. Остани во ноќ, заспи во преградки. Ден за нас е составен од 2 CD-а. Едно со песните испеани на македонскиот избор за Евросонг, а друго со нови песни и бонус тракови, меѓу кои се издвојуваат Имали ден за нас, Жена балканска и веќе легендарната Чија си. Фотосесијата за албумот се прави во Италија, под будното око на познатиот италијански папарацо Марко Джиролами, а Енерджи се грижи за гардеробата и комплетниот стајлинг. Па баш сега кога зборуваме за Ден за нас, ми паѓа на памет она време кога албумот уствари е работен, оној период на Евровизија пред 2-3 години кога Тоше одеше. Без оглед што предизвика полемики, као и сите негови албуми, можело подобро, не можело. Сепак мислам дека Тоше направил добар албум. Да не направил добар, не би го доживеали своето второ издание. Ова е второ издание на Ден за нас. И со самото тоа што албумот е прилично шаренолик, опфаќа неколку сегменти од негова кариера. Еден е евровизијски, каде се сите тие песни кој ги изведе на домашниот Евросонг, а другиот е значи нешто плюс од тоа. Албумот е промовиран на 19 април 2004 година, непосредно по изборот за песна на Евровизија. Преку 200 обожаватели се туркаат да ги купат првите примероци од албумот, а Тоше ги почестува со автограми, насмевки, фотографии. Ден за нас беше албум кој дефинитивно беше сниман во специфични околности. Албум Дан за нас е био производ од Евровизија, пошто као што знате да смо ми сами преузели све трошкове кои Евровизија, а били су јако велики. Mi smo želeli da iskoristimo, pošto smo već morali da plaćamo, znači, ja i Toše i pesme, i kompozitore, i aranžmane i sve, mi smo imali drugi izbor nego da od toga, znači, spakujemo jedan CD. Го снимавме во многу краток временски период, повторно згазени од времето, а посебно заради еуфоријата која се ствараше поради Евровизијата. Тај албум je bio neki proizvod koji je bio koristan
i neophodan u tom momentu. Znači, mogu da kažem da dan za nas nije bio naš kompletni izbor, znači. Се потрудив секоја композиција од тие да ја испеам со посебен жар. Верувале или не, 7 композиции од тие 8 кои се наоѓаа ги сними во еден ден. Значи, понабрзина од тоа не може да биде. Ali u svakom slučaju pesme zaslužuju pažnju i dosta dobrih hitova ima sa tog albuma. U principu smo zadovoljni. Isto i promocija jako dobro prošla. Album je dobro prošao svuda gde smo ga izdali, tako da... Албумот беше промовиран во Македонија, Србија и Босна. Мислам дека единствено во тоа време немавме плани, немавме стратегија да биде презентиран во Хрватска и во Словенија. Одлучивме да се до тоа биде испеано на иекавски. Постои една варијанта на босанскиот или на српскиот јазик кој се вика иекавски и одлучивме да тој биде на некој начин универзален јазик на кој ќе биде отпеан албумот. Следуваат подготовките за Евросонг. Но тоа е посебна приказна во животот на Тоше, која бара повеќе простор за да биде раскажана. Колажам секој нов рефрен, ке бидеш моја некој ден. А зошто љубовта се губи, како капка лош парфем. Колажам секој нов рефрен, ке бидам посилен од се. А штом те здогледам со друг, јас губам свест. Колажам секој нов рефрен, ке бидеш моја некој ден. А зошто љубовта се губи, како капка лош парфем. Колажам секој нов рефрен, ке бидам посилен. Затоа повеќе во следната епизода на серијалот 5 години Балкан. А па имате ли време? За нас да откријам дека сум жив, превезо страх и страст, да подпишам дека сум крив. Има ли бар еден ден за нас?